Време и за следниот разговор во утринската програма и тоа за редовната рубрика Мој психолог. Да се усогласат целосно родителските ставови е тешко, затоа што родителите растале на различен начин и ги формирале своите ставови под различни надворешни влијанија, но ако се потрудат може да ги усогласат целосно или барем деловно. Усогласувањето на воспитните механизми и компатибилноста на родителските стилови помеѓу родителите е првото нешто со што родителите се соочуваат кога го добиваат своето дете и тука се ставени на првиот тест. Дали ќе склучат сојуз или ќе бидат во постојан конфликт. Што кога мама вели да, а тато не. Е тема на која што ова утро разговараме со Сонја Угриновска, психолог, семеен, системски советник. Добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, ви благодарам на поканата. Усогласувањето на родителските стилови, како што впрочем кажавме со Никола во најавата, е еден од најголемите предизвици за родителите. Да, тоа е секако еден од најголемите предизвици и почнува еве така со замерки едниот на другиот родител му замерува дека не се однесува според она што се договориле и како што се договориле и навистина почнува уште пред раѓањето на детето кога се размислува во врска со ова и потоа со раѓањето на детето како се прават планови, кој за што ќе биде задолжен, кој што ќе прави, некако и поврзано е со улогите, така да со овој предизвик се соочуваат уште најрано од детската возраст. И поврзано е и со личноста на самите родители. Овој родителски стил е зависен од семејната историја на секој од родителите, посебно на искуството, на спознанијата кои што ги има во однос на родителството, и така натаму. Значи, тоа е еден предизвик, бидејќи треба да се направи компромис како двајцата родители да се усогласат, а тоа не е воопшто лесно и не е воопшто едноставно да се направи. Сонја, кога станува збор за поставување на правила во домот, тоа може да изгледа вака. Едниот родител може да му дозволи на своето дете да јаде долу на под, на кревет и слично, нели со цел само да го изеде јадењето, додека па другиот родител може да инсистира тоа да го прави исклучиво на трапезаријската маса. На тој начин детето учи дека сепак е возможно да прави што сака, односно да си ги поставува само границите во своето однесување. Е сега токму раздорот меѓу воспитните методи на родителите е нешто што децата на некој начин, ако може така да се каже, најмногу профитираат. Како да се направи компромис и како да се дојде до заедничко решение во кое што детето ќе има впечаток дека станува збор за цврст родителски сојуз кој што е тешко да се скрши? Да, посебно во остварувањето на желбите и потребите. Родителите знаат различно да се однесуваат. Тука детето однесувањето го поврзува со родителот, со личноста на родителот и како така го карактеризира. Односно, создава идеја дека едниот е тој кој попушта, а другиот е тој кој што забранува. Различното поставување на овие работи, морам да кажам дека многу влијае на развојот на самото дете, стекнување нели на сите функции, хигиенски навики, вештини, социјални, како ќе се однесува со другите, влијае посебно на детето. Ќе кажеме после за другите нели последици кои што може да се јават од вакво нееднакво однесување. Не дека детето ќе прави што сака, меѓутоа ќе му треба многу повеќе време да свати која е вистинската одлука за него и ќе создаде кај него збунетост. Така да треба, што е решението за ова? Да се одбере она што е најприфатливо за детето, а не што е тоа најдобро како му се чини на еден родител. И многу често некој од партнерите кој е во веројатно понезавидна положба во односот со детето ќе како изговор за негодувањето ќе каже па детето не се однесува со мене како што се однесува со тебе и тоа е причината за јас вака да реагирам. И дали е тоа навистина така или децата едноставно ја бираат емотивно послабата алка и се врзуваат за неа? Да, тоа често го среќавам во нашата работа. Кога веќе работиме на одреден проблем, знаат родителите да го кажат тоа, дека се однесува поинаку со едниот родител за разлика од другиот родител. Исто така може да биде присутно кај деца кои што имаат родители чиј брак е во развод. Значи, тука родителите посебно некако како да имаат чувство дека немаат увид во она што
се случува со другиот родител или немаат баш моќ за да влијаат како се однесува другиот родител со детето. Секако дека го користи ова детето и дека може да го искористи она што му го пружа оној родител кој што повеќе му дозволува. Се чини најтешкиот начин за усогласување на родителските постапки токму во дисциплинирањето на децата и обично и тука едниот е малку повеќе попуслив, другиот порадикален во избор на казнениот метод, ако воопшто и треба да се употребува нели како таков. Сега тука се случува нешто на мешани пораки, ние што го викаме. Добива две различни пораки од родителите. И тие може да бидат во облик јас сум сакан, без разлика што правам, или јас не сум сакан, што и да направам. Тоа се случува кога двајцата имаат различен став околу нешто и кога едниот е повеќе казнува, другиот секогаш е попуслив и овој конфликт може да го интроектира личноста на детето и да на некој начин стане збунето. Секако дека ова влијае на личноста на детето, а посебно кога родителите пред него не се согласуваат, кога тој раздор го гледа. Редок е бројот на паровите кои што успеваат да се контролираат пред детето, особено во конфликтот за потребите на детето. Да. Но колку често се случува да почне се од детето, односно јазот да се продлабочи на комплетниот однос на партнерите? Да, може и причина е многу често за несогласување, за конфликт меѓу родителите, се јавуваат обвинувања на еден кон другиот. Тоа обвинување може да се однесува и на нивното детство посебно, па обвинувања таков си бил ти како дете. Така те раставе тебе, да. Така, па да се вклучи тука во дискусија целото пошироко семејство и значи несогласувањата помеѓу овие родители секогаш придонесуваат до нарушена комуникација. Скоро секогаш некој од родителите се чувствува деградиран, се чувствува неостварен во родителството, се чувствува фрустриран. Така да личноста страда, посебно кога треба да се донесе некоја важна одлука за детето. И секако токму овој однос помеѓу родителите остава свое влијание подоцна врз личноста на самото дете. Во какви луѓе пак се формираат децата кои што растат во секојдневие на постојан родителски конфликт? Постојаниот родителски конфликт и во однос на ова прашање, во однос на другите прашања секако непријатно влијае во создавање на непријатни емоции, исто така во конфликт и незнаење која е вистинската одлука, односно понатаму тоа се претвара во недоволна сигурност во себе, како да се одлучи, на некој начин тој конфликт се интроектира. Зависи каква личност ќе се развие, зависи од многу фактори, значи не е тоа детерминирачко. Така да некои луѓе се прекрасни родители благодарение на она што го доживеале, па имаат некоја нели поука од она како се случувал. Но детето сигурно дека во постојан конфликт постојано ќе страда, ќе се обидува да ги поврзе родителите онаму каде што не може, ќе се прашува каде сгрешило, и може дури да се јави анксиозност кај детето. Сите сме различни, Сонја, и на различен начин сме ги формирале карактерите, што со воспитувањето домашно, што од надворешни влијанија, но тоа секако влијае на нашите односи со партнерите, што е оно што можеме да го направиме за да го унапредиме односот со партнерот и на крајот на денот да израснеме здраво и дете кое што едноставно нема да ги користи нашите слаби страни за да профитира. Да. Тука е јасно дека треба да има заеднички родителски стил, но како тоа да го постигнат? Прво, секој од родителите треба да стане свесен каков личен стил има во однос на детето и тоа да го разговара со другиот партнерот или родителот. Потоа да зборуваат заедно за очекувањата што ги имаат еден од друг. Исто така да бидат флексибилни кон потребите на детето, значи некогаш треба и да се променат, некогаш треба да се одговори на
детската личност, бидејќи тоа е еден двонасочен процес, никогаш не треба да се користи зборот тој е лошиот родител или да се закануваат со другиот родител. Тие се неколку работи кои што треба да се знаат и да не се несогласувања никако да не се одвиваат пред очите на детето. Така, кога детето ќе препознае родителски сојуз, некако не е толку силно. Кога двајцата се компатибилни во сигурноста, нели? Сигурноста што тој сојуз ја представува и кај детето раѓа сигурност. Кога веќе го споменавте родителскиот сојуз или да речеме така родителски договор, колку е важно тој родителски договор да биде приспособен токму на темпераментот, но и карактерот на самото дете? Секако дека е важно да биде приспособлив, како и за сите други работи на детската личност, тоа можеби е малку потешко родителот и тоа го учи, нели, со текот на времето како детето се развива. Кога е помало, можеби помалку е вештво тоа. Кога веќе е поголемо со развивање на јазикот и говорот, тоа може полесно да се приспособи кон потребите на детето. И се согласуваат ли родителите за психолошка помош и поддршка? Омекнуваат ли во ставовите и се полесно ли име на патот на родителството ако има некој кој што објективно ќе им каже што треба да менуваат? Да, ете тоа јас го пропуштив да кажам кај начините на кои што може полесно да се формира родителски сојуз е еден од начините е да им помогне терапевт или психолог за да ги видат тука да ги спознаат своите родителски стилови, да разговараат меѓу себе за да може да го развијат тој родителски сојуз. Индивидуално е зависно од родителите кој колку сака да се промени, кој колку сака да работи на себе, на својот родителски однос. И кога се работи за доброто на детето, секако дека се спремни да работат и на тоа. И тоа сакав да прашам од искуството. Сакаат да се менуваат, сакаат да се прилагодуваат, прифаќаат промени и поддршка родителите? Какво е искуството? Прифаќаат совет, можеби е тешко да се променат, но тоа е еден подолготраен процес. Значи мора да бидат спремни дека тоа не се менува веднаш со еден совет, со еден разговор. Значи тоа е процес кој што треба да се разговара, а потоа сето тоа да се примени во пракса. Да знаеш, Никола, што те чека за некоја година. Да, добро ме утешивте. Ке размислам, сепак не би брзал по тоа прашање, барем уште некоја година. Сонја, велат не постои рецепт за одгледување на одлично дете, но исто така и предизвикот да се разбера развојот на едно дете. Колку е важно да се направи компромис во родителските ставови и несогласување и сето тоа да биде во интерес на самото дете? Секако дека е многу важно. Значи, тоа е еден предизвик кој што е голем, не е воопшто лесен, не е едноставно, но е важно. Затоа се свесни родителите, некои повеќе, некои помалку. Важно е. Значи, тоа се гледа по детето, значи по однесувањето, по проблем кој што настанува во однесувањето на детето и тука често однесувањето е симптом баш на ова несогласување со родителите. Да, би сакал и со следното прашање да се надоврзам токму на ова. Како реагираат децата кога не се постигнува тој родителски договор или сојуз? Како го манифестираат нивното однесување? Тоа се различно, значи го манифестираат. Најчесто со однесување кое што не е посакувано и некако родителот се прашува зошто тоа дете така се однесува. Може да биде и со непријатни емоции, може да биде и со друго неприлагодено однесување, проблем значи во совладување или правење на едноставни работи кои што треба да се совладаат во детството, проблем со останување со едниот родител, со едниот се однесува добро, например, се во ред, со другиот може да преврти нешто, да скрши нешто,
да протестира и така натаму. Многу често, верувам дека голем дел од родителите кои што во моментов не гледаат, се наоѓаат во приказната. Додека не се роди детето е навистина најголема промена во животот на брачниот пар и до тогаш се чини дека сме флексибилни и сакаме да се менуваме и да се угодиме едни на други до моментот кога ќе се роди детето. Зошто толку пораѓањето на детето, кое што веројатно треба да ја обедини заедницата, се случува толку нагласено потенцирање на карактерите на родителите и секој да влече на своја страна? Тоа е една развојна задача. Значи, секој период си има своји развојни задачи, така да и после доаѓањето на свет на едно дете, се преструктурира тој развој, значи и треба да се завршат некои задачи, да се направат, да се поделат улогите, една криза, тоа е една криза која што секој треба да ја помине. Токму затоа се јавуваат и нови прашања и нови предизвици. Баш после раѓањето на детето, но и пред тоа, како што кажав, и пред раѓањето на детето почнува да, нели, цела таа комуникација да се одвива. Односот на детето е важен и пред раѓањето на детето и после раѓањето на детето. Се јавува потреба да се разговара за карактерите и да се за очекувањата кои што ги имаат еден кон друг, бидејќи тогаш не се само двајцата во прашање, туку има и трет член за кој што нели треба да се разговара. И уште едно прашање, што кога мама и тато велат не, а баба и дедо велат да. И тоа е сериозен проблем кој што исто така внесува раздор во семејството и е честа слика. Да, тоа се случува често во нашата практика, исто имаме и такви примери, кои што дошле и кои што не знаеле што е проблемот во нив, но кога ќе прашаме како е со другите членови од семејството, ете таков е случајот да со нив можеби детето се однесува поинаку со баба и со дедо, а со мајката и таткото различно. И тука семејниот психолог може многу да помогне за како и двете страни да не се чувствува дека некој нешто губи, туку да се направи еден компромис. Така да јасно да се постават границите, до каде и како може да влијаат баба и дедо, и како да се задржи сепак нивната улога во воспитувањето на децата. Значи, не треба никој да изгуби, меѓутоа треба да се освестат овие работи како се одвиваат во семејството, затоа што се можеби некогаш и влијание за нивното дете. Генерално разговорот е клуч на секој проблем. Да. На крајот на денот никој не треба да биде исклучен, доволно е само ограничено да бидеме вклучени нели во развојот и воспитувањето на нашите деца. Сонја, благодариме за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Ова е секогаш актуелна тема која што го задржува вниманието на младите и би рекол помалку искусни родители кои што особено треба да внимаваат на својот однос токму во насока на развојот на нивното дете. Се случува и кај најискусните родители. Ова е проблем целовечен, така што јас се надевам дека им олеснивме со советите кои што ги добија изминативе 15 минути, како да се улеснат во патот на родителствувањето и од друга страна како да го зајакнат партнерскиот сојуз. Ви благодарам на поканата. Треба да се работи, секојдневно се работи, родителите секојдневно работат, значи потребна е желба и мотив за да им биде добро. Значи, ова е важно за целокупното здравје на семејството. Благодарам уште еднаш.